во долгата листа со неколку страници со работи кои не достигат и би сакал да ги гледам на нашиот град во Тетово, дефинитивно некаде во топ 3 секогаш било да имаме место во кое би одел секој пат кога би имал идеја за проект, работа или што и да е да ја развивам и имплементирам. Во моментов зборувам во прво лице, но овој пат ќе го користам правото да зборувам и на име на вкупно 17.487 млади тетовчани, со кои несомнено ги делиме истите маки. Ако пред 5 години, за да се формира најголемото средношколско движење во државата тука во Тетово, првите состаноци морав да ги одржам во кафулиња и ресторани, денес тоа што стремиме преку овој центар е амбициозните млади луѓе кои ќе имат потреба да развијат нови креативни идеи, да дојдат до Центарот за младински активизам и да ги засукат ракавите за да работат на некоја иницијатива, а кафулињата и ресторантите да ги користат за време на пауза. Се трудам максимално да ги избегнам клишејата денеска, но морам да кажам дека денес е дефинитивно многу важен ден за младите тетовчани. Од денеска овие простори, односно просториите на Центарот за младински активизам, ќе бидат 100% во нивна услуга. Ние имаме закон за средно образование кој што е 20 години веќе во употреба. Не може во време на дигитални комуникации, во време кога има сосема нови средства за комуникација, сосема нови алатки за учење, ние да имаме закон кој што е постар од сите тие алатки и начини на комуникација кои што денес младите ги користат. И затоа Министерот за образование веќе работи низ широк инклузивен процес, вклучувајќи ги и младите, и средношколците, и експертите на изработка на нов закон. Истото се однесува и на Националната стратегија за млади, која што е новата е во изработка, меѓутоа и на сите други програми кои што владата ги прави за да може младите да најдат перспектива во оваа држава. Тука пред се мислам на грантовите за вработување на млади до 29 години со завршено образование, како и со сите други програми од фондот за иновации до подршката на инвестиции за млади кои што им обезбедуваат да можат да започнат свој собствен бизнис.